Во тек е подготовка на нов закон за прекин на бременоста со кој на жената и се дава можност за слободен избор за абортус до 12-та недела, во консултација со матичниот гинеколог. Слободен избор за прекин на бременоста жената ќе има и до 22-та гестацијска недела од бременоста, со оценка на комисија составена од двајца гинеколози и еден социјален работник. Ова денеска го соопшти министерот за здравство Венко Филипче на стручниот симпозиум на тема вродени аномалии, предизвици, дилеми и третман во организација на Македонското лекарско друштво. По наполнување на 22-та гестацијска недела ќе се формира посебна стручна комисија, која ќе треба да направи проценка за одобрување прекин на бременост. Таа комисија, освен од гинеколози и акушери, ќе биде составена и од специјалист од детска хирургија, детска кардиологија, кардиохирургија, неврохирургија, анестезиологија и социјален работник. Во случај на вродена аномалија кај плодот, жената има право да ја прекине бременоста врз основа на мислење од овие специјалисти. Министерот за здравство изјави дека направиле неколку измени во законот усогласени со Министерството за труд и социјална политика и во постојана комуникација биле со работната група составена од гинеколози и други експерти кои имаат стручна улога во процесот на абортус. Тоа што е ново што го немаше во досегашниот закон е што волјата на жената е ставена на прво место во овој период, вели Филипче. Тој додаде дека драфт верзијата на законот е подготвена и оти потребна е уште една финална консултација со сите кои се заинтересирани за промена на законот, со стручните лица од клиниката за гинекологија и акушерство, со Министерството за труд и социјална политика и невладините организации. Филипче изјави дека има огромен напредок во однос на дијагностиката, пренаталната и интраутерина со различни методи кои, како што рече, дополнително сакаме да ги унапредиме со овозможување нови методи за дијагностика, но и во третман на прерано и бебињата родени со одредени малформации. Резултатите покажале дека има одличен успех и се имплементираат нови методи во нашето јавно здравство.